Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски. Господин Јакимовски, во изминатите денови нивото на загаденост во општина Карпош беше 25 пати над дозволеното. Како се справувате со загадувањето? Загадувањето не е проблем на една општина во градот Скопје. Загадувањето е проблем од Шар планина па се до Дервенската клисура. Значи, мерки мора да се презема интегрално, а не дава резултат ако ние преземеме само парцијално мерки. Односно, нормално дека една општина, ако недоволно преземе мерки, таа си има свое влијание низ атмосферата во друга општина. Значи, таа мора работа да оди интегрирано. И тоа ние како локална самоуправа не седиме со скрстени раце и ова прашање сме го обсервирале и на него работиме веќе скоро 10 години. Како и што покажуваат анализите, сериозни загадувачи ни представуваат домаќинствата, особено во зимскиот период, но морам да кажам дека тие загадувања многу помалку се од општина Карпош, многу повеќе доаѓаат од другите соседни општини, каде што се користи дрва, ќумур и останат начин на грејење. Инаку нашите инспекцијски служби, нашата еколошка инспекција во рамките на своите минимални законски можности ги има исконтролирано сите 50 механичарски сервиси. Само во два е најдено да грејат на несоодветен начин на грејење, претежно се грејат со електрична енергија или со пелети. Исконтролираните се сите угостителски дуќани, секој угостителски дуќан согласно законските прописи има филтри на своите оджоци, како и други наши загадувачи, а може да замислите 19% од загадувањето општина Карпош доаѓа од индустријата која што буквално ја нема. Претежно ние значи имаме мали трговски работилници, односно мали сервиси и претежно трговија и имаме само една фабрика, тоа е фабриката Реплек, која што ниту има оджак, ниту било што емитира. На територија на општина Карпош се наоѓа значи топлана Запад, која што има прописни филтри и која што го затоплува градот со газ. Значи не е со мазот или пак нафта или пак некое друго цврсто гориво, туку грејењето е на газ, што значи дека загадувањето е минимално. Морам да кажам дека PM честичките, како и она што значи градежна прашина, претежно доаѓа од цементарата од Генерал Јанковиќ, како и загадувањето домаќинствата кое што е доминантно од другите општини. Една од причините, како што споменавте за загадувањето, е уличната прашина од градежните активности. Граѓаните постојано ве обвинуваат за градежната експанзија на сметка на зеленилото. Тоа не е воопшто точно. Општина Карпош за 8 години вкупно над 4 ката во општина Карпош, а максимум до 10 ката, се имат изградено 23 стамбени згради. Во исто време во општина Аеродром се имат изградено 130. Но господин Јакимовски, бројките говорат поинаку. Општина Карпош во последните 6 години е рекордер во Скопје по издадени одобренија за градба, односно точно 970. Тука влегуваат и индивидуалните и колективните. Зборувам за колективни домувања. Значи има вкупно 23 згради над 4 ката на територија на општина Карпош и кога тоа ќе се компарира со општина Центар или во општина Аеродром, тоа е, како да кажам, не е ни некои 20%. Граѓаните на општина Карпош ви замеруваат и за донесувањето на урбанистичките планови, кои според нив не е согласно сите критериуми. Колку сето тоа е со цел на остварување на профит, како што обвинуваат? Од тие 23 згради, 15 се изградени до 2013 година, кога на власт овде во општина Карпош, мнозинство во Советот беше Социјалдемократскиот сојуз. И тие обвинувања постојано доаѓаат од Социјалдемократскиот сојуз. Но и вие бевте дел од СДСМ тогаш. Да, и јас сум бил тогаш, значи додека беше Социјалдемократскиот сојуз, немало профит, се градело нормално за потребите на граѓаните, откако не е дел од власта во општина Карпош, значи тие 8 згради станаа веќе дел од профитот и дел од, не знам, некаква си градежна мафија на територија на општина Карпош. Значи според вас неоправдани се критиките на граѓаните?
Критиките, јас ги прифаќам сите критики на граѓаните и граѓаните нормално треба будно да ја следат работата на ние, на нас што ја водиме локалната самоуправа. Меѓутоа, критиките кога доаѓаат од политички партии или потекнати од политички партии или пак така наречени невладини организации во кои што се исклучително членови од една политичка партија, односно од опозицијата во општина Карпош, тоа јасно кажува на политичката мотивација за урбанистичките планови. Значи, урбанистички планови се носеле и натаму ќе се носат, тоа е жива материја. Дали сум јас градоначалник или некој друг, значи тоа е апсолутно жива материја. Вашата партија ГРОМ е коалициски партнер со ВМРО ДПМН. Дали по последната средба со лидерот на партијата останувате и вие на ставот дека се потребни нови избори? Овие избори покажаа дека и претходните избори 2014 година нема манипулација во изборите, односно дека коалицијата за подобра Македонија ги освои готово скоро истите гласови. Целото ова мачење на граѓаните на Република Македонија од цели овие 2 и кусур години, како и владеачката коалиција, целиот овој циркус што се направи со наводниот неточен избирачки список, како и окторираните медиуми, сето тоа што се направи, очигледно се виде дека немало влијание врз бројот на гласовите што ги добива владеачката коалиција, и тоа значи дека овие избори се чисти како кристал и дека по сето ова што го завршивме, коалицијата за подобра Македонија и со еден глас повеќе, а не со еден пратеник повеќе, значи со еден глас повеќе да победеше, ние требаше да пружиме рака, што значи дека целиот циркус што е правен е неоправдано направен и да продолжиме нормално да функционира Македонија, бидејќи е воспоставен принцип по барање на најголемата албанска партија, како и за посредство на меѓународниот фактор во Република Македонија, да партијата која што ќе освои најмногу пратеници во македонскиот блок да прави коалиција со партијата која што ќе освои најмногу гласови во албанскиот блок, бидејќи претходно имавме случај да традиционален партнер, барем во изминатите 2 изборни циклуса, да биде ДПА на ВМРО ДПМН, а не ДУИ кој што земаше најголем број на гласови, и нормално тој принцип значи се почитува. Ова значи обид за нарушување на тој принцип кој ќе не внесе во нова опасност како држава и како граѓани, во нова нестабилност, што значи дека во моментите кога оваа коалиција за подобра Македонија начело со ВМРО ДПМН ќе освои над 61 пратеник, тогаш има легитимно право да не зема ниту една албанска партија во влада или пак да бира со која албанска партија ќе прави коалиција, што повторно нас како држава ќе не внесува во нестабилност. Да подсетам, и овие избори 2014 година нашата коалиција имаше 62 пратеника. Па ние земавме во владата и албанска партија. И 2011 година имаше мнозинство во парламентот, повторно беше земана најголемата албанска партија, иако целата работа можеше да се заврши, дури и веројатно со многу помалку давања од владината поделба во ресорите, јавните предпријатија и установите, доколку тоа би била помалата албанска партија. Што доколку СДСМ формира влада? Доколку СДСМ формира влада, тоа значи дека нема да биде испочитуван овој договор, нема да биде испочитувана волјата на граѓаните. Сметам дека ќе имаме сериозни проблеми. Македонија нема да биде разрешена кризата, туку напротив и натаму ќе се продлабочува, особено ако се има предвид дека лидерот на Социјалдемократскиот сојуз е обезбеден со посебни истражни мерки во корупцијски скандали и навистина срамота би била на Република Македонија во името на криминалот, и во името на борбата против криминалот, да тргаме во една владеачка гарнитура, а да носиме друга владеачка гарнитура која што има со посебни истражни судски мерки обезбедено дека е влезена во криминал. Се наближуваат и локалните избори. Ќе се кандидирате ли повторно за градоначалник на општина Карпош? Сметам дека во изминатиот временски период вложивме огромни напори за подобрување на животот на граѓаните на општина Карпош. Она што го дадовме како ветување и во 2013 година, во
најголем дел, да не кажам над 85% од ветувањата се исполнети према граѓаните, што значи дека нашата намера или нашата желба и натаму да им служиме на граѓаните на општина Карпош постои и понатаму. Значи се кандидира. Да. Самостојни или во коалиција со ВМРО ДПМН? Во моментов сме во коалиција со ВМРО ДПМН. До локалните избори имаме уште скоро 4 месеца, за тоа ќе одлучат органите на нашата партија. Ви благодарам на издвоеното време. Молам. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.